Представници на Светската банка денеска ги обиколија образовните институции во Кавадарци за да го видат она што е сработено со финансиите на банката. Во кабинетот на градоначалникот Александар Панов се дискутираше за досега сработеното и она што следува во иднина е под нивна финансиска подкрепа. Морам да истакнам дека навистина е вистинско задоволство кога во една корелација со Светска банка по не знам кој пат одработуваме за граѓаните на општина Кавадарци, односно за нашите деца во конкретниот случај. Опфативме вкупно 8 објекти, од кои што 4 се детски градинки, 4 се воспитно-образовни институции. Интервениравме во ПВЦ столарија и во обложувањето на тие училишта со цел да добиеме нови термофасади, односно овој проект за енергетска ефикасност да го на некој начин да го завршиме. И навистина од името на Кавадарци, од името на локалната самоуправа, по не знам кој пат би сакал да изразам јавна благодарност до Светска банка, до нивниот представник тука, и да еве како што се нивните информации да продолжиме и понатаму со проекти со цел комплетно реновирање на скоро сите објекти кои што се во собственост на локалната самоуправа. Значи кога имате еден ваков сојузник, тогаш навистина не е проблем за финансии. Кога еден проект чини 21 милион, а тие се спремни секогаш да ги дадат пола од тие пари, па и нешто грант, тогаш навистина задоволството е огромно. Денес присуството на представниците од Светска банка е на некој начин да го одбележиме крајот на овој проект. Имаме уште мали некои ситници од изведувачот кои што треба да се допоправат, направат, а со тоа и да децата ги користат сите бенефити, како и да училиштата ги користат бенефитите од енергетската ефикасност, односно за штедата. Задоволна од ваквиот проект договорен со владата на Република Македонија и Светската банка, која пројавува интерес за уште многу соработки. Представникот особено е задоволен што се инвестира во образованието. Прво да се заблагодари од име на Светска банка, затоа што Светска банка имаше склучено договор со влада на Република Македонија за проекти за енергетска ефикасност, проект кој што успешно е завршен во овие 2,5 години, во кој што беше опфатен 41 објект, меѓу кои и општина Кавадарци како една од општините кои што учествуваше и во грантовите средства и во кофинансирањето. Кој што кажа градоначалникот, значи во оваа втора фаза 8 објекти се опфатени, пред се од образовниот систем, во кој што представников од Светска банка ка напомена, значи се работи за намалување пред се на енергијата и потрошувачката, која индиректно, значи врши заштеда на емисиите на стакленички гасови, значи CO2 и врши заштеда во однос на ресурсите постојни и исто така и на околината. Мислам, нормално, кога немаме нови извори на енергија да се употребат, нормално дека и тој импакт што го имаме за заштита на околината е се поголем. Кој што слушнавте, значи потенцијалот во Република Македонија за заштита на енергија е многу голем. Него му е драго што доста објекти, значи што се однесуваат за воспитниот систем, училишта и градинки, значи се завршени. Најдовме многу добар одзив, значи и од општините и од директорите и директорките во училиштата и во градинките. Исто така голема благодарност до општина Кавадарци, до градоначалникот и до целиот персонал кој што цело време не пратеше, така да кажам, со овој проект успешно и денеска сме дојдени, како што кажа градоначалникот, значи во овие завршни активности, уште еднаш да ги погледнеме, да ви честитаме, да бидат тие од корист на децата, бидејќи стварно, мислам, условите на живење на истите се рапидно променети во овој период. Представниците на Светската банка и градоначалникот Панов по средбата во кабинетот обиколка направија и низ неколку образовни институции. Дел од истите беа детската градинка Рада Поцева и средното општинско училиште Киро Спанџов Брко.